Здраво да родовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за мобилни генетички елементи или така наречени исто подвижни генетички елементи. Може би маца звучи чудно, но стварно постојат елементи, ДНК секвенции кои се движат низ самата ДНК. Не дека имаат ходност за движење, него сакам да кажам се поместуваат од едно место од друго. Например, што мислам? Да имаме ДНК секвенција и сега да речеме дека овдека со сина боја го имам бележано тој подвижен генетски елемент и сега да речеме на оваа си некоја си локација и тој може да се премести наместо да биде таму, може тука да дојде. Така, истиот генетски елемент. Односно, на некој начин тоа се нарекува транспозира. Значи, претходно бил овдека со фиолетова боја, ова е локација 1 кај што бил, и сега се наоѓа некоја си локација 2. Значи, транспозирал, односно, овие генетски подвижни мобилни елементи се нарекуваат транспозони. Ава ќе бележиме со... Значи, транспозон, односно транспозони. Сега, исто имаат едно друго име, кое се нарекува jumping genes. Значи, овие може да ги наречеме и jumping genes. Jumping genes. Односно, скокачки гени, бидејќи е налик како скокање, да идат од едно место на друго место. Овие транспозони не се реплицираат со реплицирањето на ДНК, односно они на некој начин самостојно се реплицираат независно од репликоните кои се формираат при репликација ДНК. Значи, ДНК, ако земе дека е од две полинуклеотидни вериги, и да се формира на одредено место репликон, као меурче, има целата машинерија и се прави нова верига, така. Епа, овие сегменти не се реплицираат кога се реплицира ДНК, него тие независно се реплицираат. Сега, структурата на овие транспозони е налик нешто ваква. Значи, овдека имаме една слика од еден транспозон, каде што на краевите од транспозонот имаме инвертирани репетиции. И како што може да видиме оваа долната и иста како оваа овдека горната, и оваа повдека, иста како оваа овдека, само што се обратно, 5', 3'. Значи, имате ни инвертирани, репетитивни секвенции на краевите, кои исто така можат независно да се однесуваат како еден вид транспозони, само што не се транспозони, него се нарекуваат инсерциони сегменти, значи ИС, кои може исто така да се транслоцираат, како што да транспозираат, како претходно што видовме за целиот транспозон. Дали видовме како целиот транспозон, ќе видиме подетално, може од едно место да отиде на друго. Епа и овие инсерциони секвенции кои се всушност краевите на транспозонот, може, да речеме дека ако обележам со жолта боја дека овдека се наоѓа, можат и тие независно да си се транспозираат на одредени си места. Но протеините кои они ги кодираат, бидејќи секоја секвенца кодира за протеини, и оваа дека секвенца например кодира за некој протеин, но протеинот кој кодира е одговорен само за транспозиција на овој сегмент. Значи самиот сегмент кодира за протеин, значи кодира за протеин кој е одговорен за транспозиција на самиот тој сегмент. Додека транспозонот како целина, значи транспозонот како целина кодира за некој си протеин, значи транспозонот како целина кодира за некој си протеин, но освен што кодира за протеин кој е потребен за транспозиција на транспозонот, тој исто така кодира за одредени протеини кои имаат некакси друга улога, како например антибиотска резистентност кај бактериите. Значи, транспозонот може да направи сега како сумација, односно прави протеини, овдека со зелено, кои се потребни за негова транспозиција, но исто така прави протеини кои се потребни, кои имаат некои си други дејства. Додека овие инсерциони сегменти можат исто така да прават протеини, ама тие протеини ќе бидат одговорни само за транспозиција на тој инсерционен сегмент. Така да има некоја си разлика. Но ние ќе се држиме главно на цели транспозони, нема на овие инсерциони единици, односно инсерциони сегменти. Добро, ајде сега да видиме како всушност се одвија транспозицијата. Главно разликуваме, овдека сега каде запишам горе, два главни начини на транспозиција. Првиот е конзервативен, значи конзервативен.
каде што не доаѓа до зголемување на бројот на овие транспозони, едноставно само се преместуваат. И ова можеме да го гледаме како компјутерска функција, нели, cut и после ми идеш пасте. Така, cut, пасте, само ќе влежиме пас. И како работи тој начин? Значи, овдека на левата слика задржате се, после ќе ја разгледаме десната, значи не е десната, после ќе ја разгледаме. DNA елементот е го транспозонот, така. Едноставно се отцепува, се откинува од DNA, значи ова со сина боја DNA, и потоа си се вметнува некој си друго место. Така се интегрира. Сега ние нема да ги разгледаме молекуларните механизми, како се интегрира, зошто таму се интегрирал, кои се сите протеини кои се одговорни за интегрирање и така натаму. Едноставно ќе спомнеме зошто би можело да биде штетно. Например, ова би можело да биде штетно, порано не го сметале за штетно, но например, да речеме дека овдека имаме некој си ген, така со виолетова боја да го бележам. И сега, од кога ќе се интегрира овој транспозон овдека, може да се наруши структурата на тој ген, каде што генот сега овдека е едниот дел од генот и овдека е другиот дел. Всушност го поделил генот на два дела. И вака поделен ген не може да функционира. Така да што овој транспозон деактивирал ген по случајна интеграција. Сега најчесто да речеме ако имаме тука еден ген и дека тука е другиот ген, најчесто транспозонот ќе се интегрира измеѓу нив некаде, така што нема да се случи инактивација на некој си ген, но проблемот е, како што реков, ако некој ген се прекине, така што овдека е едниот дел од генот, тука е другиот дел од генот, и всушност генот не е целосен, овдека нели имаме празнина, на некој начин помеѓу генот, каде што се интегрирал овој транспозон. Значи ова е конзервативната, каде што гледаме. Само еден сегмент, еден транспозон, само се интегрира на некој си ново место, но не создаваме нов транспозон. Сега, тоа беше конзервативниот. Друг начин, значи вториот начин е репликацијска транспозиција. Репликацијска транспозиција, што е релативно е исто како копи-пасте. Значи копи и после пасте. Така, значи претходното беше cut, пасте, ова е како копи-пасте. Сега да видиме што се случува. Значи ќе го разгледаме ова вдека, но претходно да видиме оваа слика, каде започнуваме со еден транспозон и ова е одреден генетски материјал А со одреден генетски материјал Б. И сега некој ќе рече, добро, како добивме два транспозони сега? Едноставно не сме добиле два, него првиот овој транспозон е некаде скратен овдека на пола. Да земам потенка четка. Значи скратен е тука некаде на пола и кога ќе се отвори, изгледа како два да се, така. Всушност ова со црна боја дека што го бележав е таа со црна боја овдека левова линија што го бележав. Тоа е истото. И сега се направи crossing over, на крај се одвојат и сега се добива транспозон на две локации. Нормално на некој начин е скратен должината, например ако почнал еден поголем транспозон, сега овој тука е помал и овој е помал транспозон, но поентата е го има сега на две локации. Ова е например еден вид репликација, значи на транспозонот по пат на crossing over, или пак може така наречени ретро-транспозони по пат, значи прави транскрипт, RNA транскрипт, после со реверзна транскрипција се прави DNA сегмент, односно транспозон, кој се интегрира и се добива нова копија. И овој вдека лево е всушност стариот транспозон, овој вдека десно е нов транспозон. Што всушност го имавме горе на горната слика. Да. Значи имаме ретро елемент, само што вдека на долната слика се покажани тие бочни репетитивни секвенции што беа. И овдека гледаме, значи ретро елемент прави RNA транскрипт, RNA транскрипт на пат на реверзна транскрипција, прави DNA елемент и тој се интегрира и добиваш стар транспозон и нов транспозон. Додека во минатиот случај кај конзервативната само едниот транспозон се транспортираше од едно место на друго. И сега само да спомнеме какови видови на транспозони имаме. Имаме всушност сине транспозони, што стои за Short Interspersed Elements. Сега нека лоша е кратенката, бидејќи не е баш кратенка на реченицата, едноставно се користи таа сине, која е долга од прилика до 500 базни пара
И интересно е дека овие транспозони всушност прават РНА транскрипт, значи вака имаме ДНА, го имаме транспозонот. Транспозонот прави РНА транскрипт, значи се транскрибира, ама тој РНА транскрипт не прави протеин. Значи тој РНА транскрипт не се транслацира, односно не прави протеин. Сега, исто имаме лине транспозони кои се околу до 7000 базни пара, каде што се прави РНА транскрипт, и плюс од тој РНА транскрипт се добива протеин. Потоа имаме ретротранспозони, само ќе запишеме ретро, кој како што видовме претходно, овдека е ретротранспозонот, всушност прави РНА транскрипт. Од тој РНА транскрипт прави ДНА транспозон кој се интегрира. И на некој начин добиваме два транспозони. Значи започнуваме со еден и на крај имаме два транспозони. Така, од еден транспозон стигнавме на два, така видовме како тоа иде. И на крај ги имаме ДНА транспозоните кои ги видовме на почетокот, така. ДНА, тие се најпрости. ДНА транспозони каде што всушност таму се преместува ДНА. Се преместува само транспозонот, како што видовме тука. Така, го имаме ДНА транспозонот, тоа се откинува од основната ДНА секвенца и се интегрира на некој си место и сега има нова локација. Тоа е ДНА транспозон. Добро, тоа беше се за ова видео за мобилни генетски елементи, односно за jumping genes, скокачки гени. Нормално има уште многу повеќе, особено во делот на молекуларна биологија и во делот на генетика, но ова е еден вид као вовед за тие мобилни генетски елементи. Мислам дека е прилично интересно и убаво е да дзирнете повеќе на интернет. И така. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. До